Браќата Бобан и Сашо Стушевски ја отворија првата АПИ инхалациона комора во североистокот. Оваа просторија, која има за цел да им помогне на лицата со белодробни заболувања, се наоѓа на нивната пчеларска фарма во село Драгоманце. По 10 години активно занимавање со пчеларство, двајцата браќа дошле на идеја да создадат комора која веќе е дел од стандардната медицина во Русија, а значаен напредок е забележан и во Словенија. Апитерапијата со инхалација помага при лекувањето астма, бронхитис, белодробни заболувања и други проблеми со дишните патишта. Дојдовме со брат ми заедно, дојдовме на идеја да ја направиме првата АПИ комора. Тоа е мала просторија направена исклучиво од дрво, природен материјал, нема фарбање, нити на тие кошници нема фарбање, ниту внатрешноста во АПИ комората никакви фарби не се користени, значи само природен материјал. Таму се сместени во нашата АПИ комора, тоа е мала комора, сместени се 2 пчелни семејства. Во едно семејство има од прилика околу 80 литри волуме на воздух, мешавина на воздух на нектар, на прополис, на поленов прав, матична млеч, затоа што сите нови пчелки, односно леглото со нови пчелки до трети ден се полнат со матична млеч. Терапијата се одвива еднаш дневно во трајање од 45 минути со пауза. Комората работи веќе 10 дена, а досега ја посетиле корисници од 7 до 70 години. Изминативе 8 дена комората ја користи и Решата Рифи од Куманово. Раскажува дека веќе не ги употребува апаратите за кислород. Се чувствувам одлично. Пред 7-8 дена сум почнал редовно да примам терапија. Меѓутоа сум ги исфрлил сите, помагала околу кислород што сум ми дадени од страна на доктори. Што значи дека дишувам многу природно, како да немам ништо. Бенефитите се дека дишувам многу слободно, имам многу мирен сон и не употребувам апарати за кислород. Семејството Стошевски, кое работи со 250 пчелни кошници, оваа година се надева дека ќе биде задоволителна за приноси за мед. 2019 година беше прекрасна година за пчеларство. Тогаш имавме задоволителни количини на мед и ги сакавме пчелите. Минатата година, 2020 беше катастрофална, како што гледате од 200 кошници немавме ни 1 грам мед, немаше мед. Бевме приморани да ги прихраниме пчелните семејства да би ја преживееле зимата. Оваа година е нешто помеѓу 2019 и 2020 имаме принос на мед, но поради поголемиот број на кошнички, поради брзата паша, кратка и брза паша, значи спрема број на кошниците е задоволително. Ке имаме доволни количини на мед за нашите корисници, но како што постарите пчелари зборат во пред 20 години, пред да овие климатски промени настанат, со оваков број на кошнички може пристојно и убаво да се живее. Нивната цел е да потикнат што повеќе млади да се занимаваат со оваа гранка, но и слободното време да го поминуваат во природа.